Групна крштевка за православните верници денеска беше организирана во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово. Сите оние кои што поради различни причини останале некрстени, а веќе се возрастни, денес имаа можност да ја примат христијанската вера преку светата тајна крштение, која ја изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, заедно со други свештеници од Тетовската епархија. Се крштеват, се одрекувам заедно. Се одрекуваш од сатаната, од сите негови дела, од сите негови ангели, од сето негово служење, од сето негово горделивост. Се одрекуваш од сатаната, од сите негови дела, од сите негови ангели, од сето негово служење, од сето негово горделивост. Се одрекуваш. И символично само ќе дугнете пред вас и со десната нога ти што крштевате ќе цапнете напред. Ете така, цапнете се крштевате напред. Ете така. Горе. Се соединуваш ли со Христа, се соединувам заедно, се соединувам. Се соединуваш ли со Христа, се соединувам. Се соединуваш ли со Христа, се соединувам. И веруваш ли во Него, заедно ќе кажете, верувам во Него како Цар и Бог. 27 верници се одлучија на крштевање, со нив заедно беа и кумовите. Временските услови овозможија групната крштевка да се одвива во црковниот двор, а оние кои се крштеваа влегоа и во црковниот базен. Сотраците непријателски сили. Амин. Образот на Твојот крв се сотраците непријателски сили. Амин. Образот на Твојот крв се сотраците непријателски сили. Амин. Да внимаваме. Алилуја, 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 Амин. Синот, амин. Светиот, амин. Господ Исус Христос рекол: кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Затоа светата тајна крштение е важна за спасението на секој човек. Еве со помош Божја на денешен ден извршивме света тајна крштение, групна света крштевка на луѓе кои што се во постари години, кои што заради различни причини останале некрстени. А како православна црква треба да се грижиме за таквите луѓе, бидејќи за да се стане член на православната црква мора да е крстен. И сите други свети тајни кои што произлегуваат, мора, првиот услов за да се некој да се венчава, мора да биде крстен. Така да многу луѓе кои што не биле на оваа групна крштевка, денеска се крстија. Ние како епархија, една од основните цели ќе ни биде сепак и ова мисионерство, барем еднаш или два пати во годината да извршиме групно крштевање и венчавање за повозрастни луѓе, за да им помогнеме и на оние кои се социјално загрозени или оние кои различни причини останале некрстени, да им излеземе пресред на таквите луѓе. За многу години Господ напомаш. Граѓаните возбудени и среќни што преку чинот на крштевање ја примија христијанската вера. Сум имал порано желба да се крстим, но денеска испадна, што се вика, среќата, акцијава да ги искористимо. Од одредени икс причини не сум бил крстен, сум сакал да идам во Израел, во Јерусалим, таму да се крстим, но сепак денеска искористив тоа право и мислим дека сум среќен што се крстев. Добро беше чувството, не беше лошо.
мало возбудливо, необично за мене и така, али прекрасно беше, добре. Па свето е тоа за секого. Мислим, кој што не е крстен би требало да го обави тоа крштевање. Јас не бев крстена поради оправдани причини и така сега се крстев и многу сум среќна и задоволна како да и сите така мислим дека се чувствуваат. Па сега дошло време, така и требало може да биде. Пресреќна сум, возбудена многу, трема има, али прва рипнав. И фала им на тие што организирале за ние вака што сме заостанале. Тие што не се крстени, нека имаа шанса ваке. Сега имаме убава вера. Во верата имаме убави владики и ред други работи и тие нека се пријаваат ваке. Па радосен чин за свечено за свите, добро е ова да се покаже. Мислим ова треба и почесто да направа. Значи црквите и што радостен е голем за цел народ. И за мене така исто. Крштевката беше бесплатна, а групни крштевки се најавуваат и во иднина.